За жал, кај нас најголем дел од фирмите се ограничуваат тоа што е законско барање, тоа што е дефинирано во нашите закони, Закон за безбедност и здравје при работа, правилниците, другите закони околу техничките исправност на средствата за работа и така натаму, Закон за заштита и спасување, што на некој начин само се обезбедуваме од непријатности со инспекциите. Но далеку е од доволно, тоа мислам дека е далеку од доволно, за да се постигне онаа визија што претпоставуваме на секоја организација, тоа е нула несреќи, нула повреди на работното место, навистина треба многу повеќе. Пред се желба, искрена желба, од првиот до последниот, значи од топ менеджментот до последниот работник, да се успее во тоа. А тоа самото тоа повлекува многу труд и напор, повторно ќе кажам на сите. Значи, пред се треба да се има, ќе се изразам така, визија и политика. Визијата ја кажавме веќе, нула повреди, нула несреќи на работното место. Политиката би дефинирала со неколку подточки што точно мислиме, како да дојдеме до да оствариме таа наша визија и нормално поднатаму би се развивале тие некои алатки и системи за доаѓање до таа крајна цел. Во светската теорија, како постојат некои фази на развој на безбедност и здравје при работа, како што постојат фази во секоја индустрија или во секој процес, така и во развивањето на системот за безбедност и здравје при работа постојат одредени фази. Генерално постојат некои си 4 фази. Првата фаза е кога човекот инстинктивно се, да кажеме, се заштитува од собствено искуство, значи тој пак се однесува на инстинктивни реакции на човекот, да не се повреди. Може би постои, може би и не постои некој човек кој што е работник, кој што е задолжен за безбедност и здравје при работа, дали е стручен, нестручен, не е ни важно. И тоа е тоа на најниско ниво на развој на тие системи, на генерално на безбедност и здравје при работа, малце понапреднат систем би бил систем каде што веќе има нешто на хартија, има некакви обуки, пишани процедури, но кога пак игра камшикот. Значи, луѓето се казнуваат ако нешто сгрешат, луѓето се казнуваат ако се повредат. Нажал, мислам дека голем дел од во Македонија дека постојат се уште постои такво некој ниво на, да кажеме, на ниво на развиеност на системот за развој и свесноста. Тоа би било некој второ ниво. Третото ниво во кое се наоѓаат одреден број на фирми, према моја лична проценка, тоа се веќе фирми кои што навистина од врвот, од најголемиот врв, од топ менеджментот има заложби, го споставиле системи, дали се тоа некои стандарди, како што е ОВСАС 18001, има стручни лица за безбедност, има програми за обука, упатства, се тоа го спроведуваат и се доаѓа до едно релативно напредно ниво, каде што поединецот е свесен сам за себе. Најнапредното ниво во кое што би се стремат сите совесни компании е кога веќе тоа станува, како да кажем, култура, тимски напор, кога работникот се грижи и за колегата, и за сите тие што се околу него, и тоа е она, да кажеме, највисоко ниво на развиеност, на свесност на безбедност и здравје при работа. Се ова е теорија,
но ако се погледнеме и ако направиме некоја еволуација на самите себе, можеме да видиме во секоја организација на кој ниво е. Конкретно ние сме правеле такви еволуации во нашата компанија, се наоѓаме некаде на границата меѓу тоа второ и трето ниво, веќе влезени во тоа трето ниво со една нога, да кажеме, длабоко. Нормално треба тоа целото да го исчекориме, па да дојдеме во на четврто ниво, кое што е, мислам дека во Македонија и нема некоја таква фирма. Тоа е околу малце теоретски, ама ако знаеме дека 95% од несреќите се предизвикани човечки фактор, тогаш единствен начин на кој што треба да се фокусираме, тоа е однесувањето на луѓето. Така. Многу е лесно да се обезбедат основни средства за лична заштита, така. Но тоа е веќе во онаа прва, втора фаза што ги ја зборев, онаа позаостаната фаза. Но да ја смениме културата на однесување на луѓето и работната култура, тоа веќе зборуваме за менталитет, треба многу труд и навистина посветеност, пак е повторам, посветеност од првиот човек на фирмата па до последниот. Може да зборуваме тука и за мотивираност на луѓето, како да ги убедиме ние луѓето дека навистина треба приоритет да им биде безбедноста при работа, нивната, личната, а потоа и на сите тие други околу нив. И дека не треба некој да им стои над глава и да ги надгледува, да им кажува, да ги опоменува. Тоа е навистина многу захтевен процес. Многу захтевен процес кој што бара многу труд. Нашиот менталитет ново поделен, знаеме како генерално на луѓето. Треба многу време. Многу време, методи и алатки постојат многу. Значи, почнувајќи од личниот, така како се вика, личниот пример, давање личен пример, не само стручните лица, туку и менаџерите, така, треба со личен пример да дадат, да ги потикнат работниците да се однесуваат безбедно, да нормално да ги обезбедат сите оние законски барања, да не ги набројувам, познати ми се на сите кои се тие законски барања, контроли и така натаму, услови за работа, исправност на опремата, едукација. Мотивацијата е многу битна. Сега мотивацијата може да биде материјална, што може би е наједноставен и пак ќе кажам, низок начин на мотивирање на луѓето. Ние тоа го правиме во нашата компанија, му ги мотивираме пред се, почнувајќи од евалуацијата, годишната евалуација на работењето на секој вработен, дел од платата му зависи и како се однесува само нагоре, не нагоре. Значи, само зависи од тоа, како на обичните работници, така и на менаџерите. Значи, имаме таков некој систем. Добрите примери, пријавување на најразлични инциденти, значи превентивните активности исто ги наградуваме. Тоа е се тие материјални награди кои што нормално, оно што е многу битно, доколку работник се пожали на нешто, ние имаме и такви системи на некои небезбедни услови, небезбедни активности за работа и така натаму, да ги елиминираме, да ги подобриме. Со тоа даваме позитивен сигнал. Многу би било контрапродуктивно ако работник нешто пријавува, вие го стимулирате да пријавува, тој пријавува, а вие како не преземате ништо да се подобрат ситуациите. Тоа е многу по-лошо. Па знаете како, ако менеджментот е свесен дека со инвестирање во БЗР он на долги стази добива, тогаш секако дека тоа се минимални средства. Навистина,
Ако зборуваме за лична заштитна опрема, тоа се минимални средства. Ако зборуваме за инвестиции во подобрување на условите за работа, нови технологии, тоа може би така, може да биде и по, но со тоа, со такви некои инвестиции, секако дека и неговиот технолошки процес се подобрува, ефикасноста на целиот процес се подобрува, сите нови машини, целата нова опрема, има многу софистицирани системи за од аспект на безбедност при нивно работење. Не треба да се гледа краткорочно на тие инвестиции, треба многу подолгорочно да се гледа. А околу пријавувањето на инциденти, ја можам да кажам верно во што го зборувате, ја можам да кажам како е тоа во нашата фирма. Ние напротив ги стимулираме, баш ги мотивираме луѓето да пријавуваат. Кога почнавме со тој процес пред можеби 7-8 години, 10 години веќе, луѓето пријавуваа све и свашто. Од тупка на асфалт, шахта непокриена, фали ограда. Просечно имахме по 200-300 такви годишни пријави. Нормално дека све тоа гледавме да се искоригира, баш како што рековме претходно, за да се даде позитивен фидбек на работниците. Сега веќе се фокусираме, ги стимулираме работниците да пријавуваат нешто малку по, ајде да кажем, по-суштински, тоа се активности на луѓето. Затоа што таа отворена шахта, оставен капак на страна, тој капак не е сам. Некој го дигнал и заборил да го врати, не го врати. Тоа е небезбедна активност. Тука треба да се фокусираме на... Така да имаме по прилike по 200 пријави годишно, кои што негде 70-80% ги елиминираме само на тој начин, од директни пријави од работници. Одиме на квалитет веќе, не само на квантитет. Порано наградувавме луѓе кои што во текот на годината најмногу дале, само за да ги стимулираме. Сега малце сме во нека по, ајде да кажем, напредна фаза, ги обучуваме, ги стимулираме луѓето да гледат малку подлабоко на проблемите што ги детектираат, што сака да ги пријават и да ги кажат 10 години беа потребни за ова. Значи, многу трпение треба и ќе дојдат резултатите. Енетош е една европска мрежа, макар што према членките веќе и светска мрежа, за обука во областа на БЗР. Македонското здружение за заштита при работа е членка, активна членка на оваа мрежа, на Енетош. Мојата фирма па е членка на МЗЗПР и оваа година МЗЗПР предложи на тие конференции што се на Енетош да делегира некои од своите членови, така да оваа година мене ми припадна тоа задоволство јас да лично да присуствувам. Станува збор за еден работен состанок на Енетош, кој што се одржа на 6 и 7 март во Дрезден, Германија. Во пресред на светскиот конгрес за БЗР, кој што ќе се одржи во Сингапур некаде на есен, Енетош ќе се представи со своји некои проекти. Значи, целта на овој состанок беше да се изберат, да се селектираат проектите, кои што ќе бидат представени на светскиот конгрес, како и целата организација на тој ивент, на таа представувањето на Енетош пред таа, колку што разбрав, 60.000 публика на тие такви светски конгреси. Така да тоа беше целта на состанокот, целта на мојата партиципација.